Добар ден, криптоентузијасти. Ќе направиме кратка анализа во однос на тоа што се случува моментално на пазарот, затоа што имавме некои турбулентни настани, како и некои турбулентни вести кои што го направија ова што моментално се случува на пазарот. Сега ќе почнеме од микро до макро ниво и ќе направиме генерална анализа на тоа што се случува во моментов, но пред да го продолжиме тоа, значи само чисто сакам да напоменам во однос на она што го видовме со промената на каматната стапка која што Федералната резерва на Америка ја дава на собствените банки и со нејзиното покачување што уствари се случи. Значи, она што прво мораме да го разбереме, краток памп на пазарот се случи поради тоа што многу од луѓето очекуваат дека покачувањето на оваа стапка ќе биде 0,75% за разлика од она што се случи, а тоа беше 0,5%, што значи дека помала стапка која што е покачена на сите овие долгови практично кои што ги имаат банките кон Фед, значи и помало враќање во однос на наредните месец и пол, додека важи оваа моментално стапка, се додека истата не биде променета, затоа што од сега па до крајот на оваа година ќе имаме уште 4 вакви состаноци и најави од Фед, каде што ќе имаме промена на стапката постепено, нејзино покачување со цел да се намали инфлацијата. Сега, чисто за да ви објаснам на макро ниво што уствари се случи. Значи, ова што беше наместо 0,75 0,5 стапка, значи дека многу од инвеститорите на некој начин се олабавија и очекуваа дека нема да има толку големи турбуленции на пазарот, но што уствари се случи. Значи, со секое зголемување на оваа стапка, Фед, односно Федералната резерва на Америка, се обидува да повлече што може поголем обем на долари во себе, со цел да го намали оптекот на долари во светот и со тоа да ја намали инфлацијата. Затоа што во последните 3 години од почетокот на пандемијата, замислете, Америка има произведено долари колку вкупно во целата историја на производство на долари до тој момент. Значи, замислете, за само 3 години они успеале да го дуплираат, да ја дуплираат количината на долари во светот. И со тоа нормално, колку повеќе имаме долари во оптек во светот, толку поголема ќе биде инфлацијата, односно ќе се намали вредноста на доларот. Тоа, како што може да видите, точно се одрази и на чартот на доларот. Сега како тоа можеме точно да го видиме? Како што рековме, значи доколку се вратиме на неделно ниво, чисто за да видите од каде се тоа доаѓа, значи веќе разговаравме за ова. Како што може видите, овие два врва, доколку што гледате претходното видео од 2017 година јануари, како и овој од 2020 година март, се уствари на некој начин го прават ова поле каде што се врши моментална акумулација на доларот пред истој да продолжи нагоре. И дополнително овој инструмент кој што беше искористен од страна на Фед во Америка, тоа ќе го забрза. Еве, гледате, значи зошто го забрза тоа? Затоа што колку помала е количината на долари во светот, толку е поголема и неговата вредност, што јасно се резултираше со растење на вредноста на доларот, како што може да видите од овој пат што го имаше иницијален, затоа што луѓето на некој начин се олабавија и почнаа да купуваат различни добра како акции, обврзници и криптовалути. Значи, одма после тоа, откако самите, значи, од најавата на оваа мерка, нормално не може истата да почне во истиот момент со активно дејство. Значи, треба некое време за истата да почне да дејствува. Како што може да видите, еве, тоа е тоа. Значи, во наредниот ден и пол, до денес, веќе имаме дејствување во кое што цената на доларот се издигна до нов рекорд, значи, овој претходно беше 103,9, ово е веќе 100 и скоро 103,97. Иако е мала разлика, верувајте ми е многу голема на светско ниво, тоа што уствари значи дека, дополнително од сето тоа, од техничка анализа, како што може да видите, овој бран направи корекција до 0,382. Се сеќавате она што го реков? Првата корекција беше до 0,238, што не е доволна за продолжување на овој бран нагоре, но кога направи корекција до 0,382, веќе имаме продолжување на овој бран нагоре, што уствари значи дека истиот има голема веројатност моментално да го скрши ова поле на акумулација, односно ова претходна 5-годишна фактички рамка во која што цената се движи како максимална и со тоа дополнително можеме да очекуваме и пробив на цената нагоре. Значи оваа корекција дополнително, како што може видите и од
Market Cypher, значи му даде залет да речем на доларот да може да направи поголема корекција нагоре, затоа што како што може видите се вративме на RSI, значи оваа црвено виолетова линија се врати и се коригираше надолу, што значи сега имаме простор за движење нагоре, моментално се наоѓа на 61, каде 70 е уствари препродадено добро. Исто така овој плав бран на движење на моменталниот бран, како што може видите, само што проби над нулата и моментално истиот базичната и сигналната линија се доста раздалечени, што значи дека истиот ќе продолжи да се движи нагоре. Значи, ова е многу битен фактор, затоа што како што рековме до сега, доколку сте и погледале моите претходни анализи, значи моментално доларот и неговиот пробив над ова поле ќе значи паѓање дополнително како на криптопазарот, така и на SPY, NDQ, односно оние индекси на берзите во Америка, затоа што криптото и овие индекси се директно спротивставени на вредноста на доларот, затоа што истите се мерени во долар. Сега, значи тоа е во однос на DXY, кој што ни е многу битен, индексот на самиот долар, и кој што можеме да видиме буквално се десува како што очекуваме. Се движи нагоре и се обидува да пробие над оваа линија која што е на некој начин пресудна за тоа дали не само што сме веќе во bear market, туку дали ќе добиеме и наскорешна капитулација, зашто ќе разговараме понатаму во ова видео. Накратко ќе погледнеме и SPY индексот, ќе се вратиме на дневно ниво, чисто за да може да видите како точно изгледа. Значи, доколку го погледнеме овој индекс на неделно ниво, ќе можеме да видиме дека истиот е значи како што може да видите е extended, односно е премногу пораснат и истиот мора да направи корекција. Како што веќе разговаравме, значи јас ќе повторам истото, јас очекувам дека корекцијата ќе се придвижи до ова поле на 0,5, односно 50% од моменталниот бран, што уствари е претходниот хај на претходниот бран, и верувам дека ќе добиеме корекција минимум до 0,382, а највеќе до 0,5, каде што овој бран би бил моментално место каде што ќе се врши следна акумулација. Дополнително на тоа овој канал ќе го запре движењето сигурно, затоа што како што може видите истиот ја држи цената на овој индекс во него, пред истиот да пробие нагоре, што значи дека редно е да добиеме корекција која што ќе направи ритест на горната граница на овој канал, и верувам дека тоа ќе биде местото каде што истата ќе запре, но тоа не значи дека ќе случи набрзо. Значи доколку имаме масовно растење на индексот на доларот, тогаш да, можеме да очекуваме дека ова многу брзо ќе се случи. Но доколку тоа се случи постепено, исто и ова паѓање на овој индекс ќе се случи исто така постепено. Она што мораме да го забележиме на дневно ниво е дека конечно имаме lower low. Односно, како што може да видите, цената се движи во бранови, но следниот крај на бранот надолу е понизок од оној претходниот. Исто како и повисоките делови. Значи следниот врв на бранот е понизок од претходниот. Значи тоа е јасен индикатор дека цената почнала да се движи надолу и дека имаме вртење на вредноста на овој индекс надолу. Еве ќе погледнеме и овде, како што може да видите, значи до моментално само сток RSI е под 30, што значи дека е препродаден, но за разлика од тоа RSI се наоѓа на 39, што му дава скоро 10 поени за движење на ово добро надолу. Исто така и плавиот бран на Market Cypher, како што може да видите, моментално сигналната и базичната линија се многу раздалечени, што дополнително му дава сила на овој бран на движење надолу. Исто така и money flow, овој зелен бран, се повеќе и повеќе се движи надолу, што ја верувам дека ќе добиеме корекција можеби и близу до нулата. И исто така VWAP, жолтиот бран на краток временски период, како што може да видите сосема под нулата и нема никакво солидно заоблување за да можеме да очекуваме корекција на цената нагоре. Само ќе се вратиме уште еднаш на дневно ниво. Значи, како што може да видите, претходниот лоу е ова портокалова линија која што е ниво на неделно, значи на неделниот чарт, и моментално истото беше скршено во два наврати и моментално цената се обидува да го скрши и да пробие надолу, што ќе значи дополнително поголем пуш на крипто маркетот да продолжи да се движи надолу, затоа што SPY и крипто маркетот на некој начин колаборираат до сега постојано и секој раст на SPY маркетот дополнително прави одлив на средствата од SPY да се движат во крипто маркетот и обратно. Значи очекуваме доколку ова продолжи надоле заедно со вредноста на доларот да продолжи и биткоин чартот, односно целиот крипто пазар да се движи надолу.
Сега да се вратиме чисто да видиме што уствари се случи по моментот на објавување на rate hike ратата, значи дека моментално каматната стапка ќе се зголеми за 0,5%, значи еве што се случи. Имавме патечки триаголник, како што рековме 70% од случаевите овие триаголници пробиваат нагоре, но тоа се случи дури пред самиот крај, најчесто тоа се случува малку погоре, на 70% од структурата на триаголникот, но тоа може да го погледнете во нашите претходни видеа за едукација. Значи за да најдеме целта која што овој пробив се обидуваше да направи, ќе го измериме, значи моментално врвот на овој триаголник со неговата долна страна по вертикална линија, што уствари представува висина која што по пробивот значи од овој триаголник цената се обидува да достигне. Но ова уствари беше значи на некој начин максималната цена која што можеме да очекуваме од моментот каде што цената пробила над триаголникот да го достигне како максимална вредност од оваа формација. Истото не се случи, затоа ќе избришеме оваа мета, само ви кажувам како се наоѓа максимална вредност на кршење на триаголна формација. Значи моментално што уствари се случи? Како што може да видите VWAP, значи максималната вредност на контролна линија црвената се наоѓа точно на местото каде што цената не успеала да пробие и се вратила надолу во корекција, оно што го видовме вчера. Дополнително цената е допре, како што рековме, вредност од 40.000, што е до сега разговаравме за тоа многу битна, затоа што во моментов биткоин цената се движи по цели десетки на некој начин. Значи секоја крупна десетка и половина од десетка, 40, 35, 30, ќе биде многу јако ниво на отпор и на поддршка во однос на тоа каде се наоѓа цената. Еве ова е на некој начин показател дека може да видите колку јако е ова ниво. Значи не успеа да се задржи цената ни еден ден пред истата да колабира. Да не заборавиме, тоа е дополнително поради вредноста на самиот долар, затоа што како повеќе се движи вредноста на доларот нагоре, така повеќе ќе очекуваме вредноста на биткоин да паѓа надолу, што дополнително беше задржана од ова ниво на 40.000, каде што, како што реков, многу од луѓето земаат профит. Значи оние скалпери, тоа е уствари најголемиот проблем во бер маркетот, што секоја корекција нагоре е буквално искористена од овие скалпери да направат минимален профит, минимален профит на макро ниво. Нормално, минимален профит не може да речеме доколку сме направиле од овој пробив нагоре цели 4%, значи во однос на тоа колку пари вложуваме на пазарот, ова не е минимален профит, за еден ден ова е одличен профит, но сакам да кажам, ваквите краткотрајни тргување како скалперите и свинг трейдерите на дневно ниво, например, го блокираат растот на биткоин нагоре и дополнително го заврзуваат бер маркетот. Пред да продолжиме, оно што сакам да ви го кажам е дека колку побрзо ја добиеме капитулацијата на биткоин, толку подобро за нас и за целиот криптомаркет, затоа што колку побрзо дојдеме до дното на оваа корекција, толку побрзо ќе можеме и да влеземе во следниот циклус, каде што веќе знаеме дека сме удриле дното и ќе можеме да продолжиме да акумулираме и да се спремаме за наредниот циклус. Значи ова не е лошо. Доколку мене ме прашувате, јас предпочитам цената моментално да падне до оние нивоа кои што ги очекуваме, чисто да се вратиме на неделно ниво, за да го спомнеме тоа што веќе го разговаравме претходно. Значи нашите очекувања се овој златен джеб на некој начин, кој што моментално е претходен сапорт на овие два брана на движење на цената нагоре во булранот 2020-2021 година и очекуваме истиот моментално да биде и на некој начин дно на следниот бер маркет. Значи ќе повторам, колку побрзо се најдеме во оваа капитулација, толку подобро ќе можеме на некој начин и ќе имаме поголем временски период за акумулација, а и ќе дојдеме побрзо до дното каде што можеме буквално да одредиме што се нашите идни цели за акумулирање на криптопазарот, не само од биткоин, туку од сите достанати криптовалути. Дополнително, повторно ќе го спомнам овој Blood Diamond, односно крвав диамант, така се нарекува на Market Cypher, кој што како што може да видите сега се одигрува. Значи овие индикатори кои што се појавуваат посебно на Market Cypher се индикатори кои што немаат директно и дејство во истиот момент. Значи истите, како што може да видите, се случуваат постепено. Значи овие три свеќи се доказ дека Market Cypher точно си ја работи и на неделно ниво ова е првиот Blood Diamond во целата историја на биткоин. Значи доколку се вратиме наназад, може да видите дека ниеднаш во ниеден бер маркет немало ваков потврден Blood Diamond, затоа што може да видите овие се помали, ова е само промена на трендот надолу, за разлика од тоа гледате, значи нема ни еден Blood Diamond. И дополнително само ќе спомнеме дека очекувањето наше дека моментално
цената на биткоин ќе се врати до овој златен чекор, од овој златен джеб каде што ќе се врши акумулација, е затоа што како што може да видите и самиот значи Bollinger Band нема да и дозволи на цената да пробие надолу, како и ова дно од 30.000, затоа што замислете доколку 40.000 е толку јак отпор на цената, во исто време 30.000 ќе биде и толку јака поддршка на цената. Како што претходно докажала дека е. Гледате, значи имало корекција од 40, се вратила до 30 и продолжила нагоре. Следниот акумулационен период во летото 2021 година повторно. Значи имаме 3 допири на 30.000 нивото и цената продолжила надолу. Значи, само ќе се вратам на оно што веќе разговаравме вчера, дека нашето акумулационо поле на биткоин главно ќе се одвива околу овој златен джеб и се додека истото се наоѓа внатре, ние очекуваме да акумулираме се што може повеќе, но не само биткоин, сите криптовалути. Само очекуваме биткоин да има онаа капитулација. А капитулација, она што го очекуваме во моментов е, сега ќе ви покажам точно што уствари чекаме да се случи. Ова се тие две акумулации кои што очекуваме да се случат, односно, чисто ќе ви покажам за она што веќе го разговаравме во претходните видеа. Значи имаме масивен пад на цената, ќе го вратам на месечно ниво, затоа што многу појасно е, таму можеме да го видиме овој момент. Значи што уствари точно се случува е овој пад на цената, односно имаме, само да ви покажам како тоа изгледа, значи ево, гледате, од врвот, од претходниот булран во 2017 година. Имаме паѓање постепено на волуменот, се додека не удриме буквално во зид. Гледате, имаме целосно паѓање на цената надолу, односно ова е капитулација. Кога имаме целосно откажување на и оние последните кои што држеле биткоин, имаме огромен негативен волумен, со што имаме целосна распродажба на вредноста на биткоин во оваа ситуација. Значи, претходниот bear market имаше две вакви капитулации, ова е втората. Имавме обид за пробив на цената нагоре и повторно. Значи, имаме паѓање на волуменот и повторно. Гледате, значи, буквално како да сме удриле во зид. Имаме огромно паѓање на цената надолу, што е уствари нешто што го очекуваме да се случи и моментално. Еве да споредиме. Значи, гледате, имаме целосно движење на волуменот надолу, од моментот кога сме се предвижиле до незиниот врв. Она што го очекуваме, дали ќе биде сега, дали ќе биде понатаму, е да добиеме огромен, значи, волумен на продажба, кој што ќе биде и целосна капитулација на цената надоле во ова поле и на тој начин ќе се предвижиме до дното на оваа капитулација која што очекуваме за биткоин и во тој момент можеме да прогласиме дно на bear market. Нормално, тоа не значи дека ќе биде, значи, исклучиво во тој момент, може да имаме некои викови и под тоа, како што објасниме вчера, значи поразговаравме во однос на оние како се наоѓа bear market и кои се неговите таргети. Значи ќе ве замолам доколку не сте го погледнале, е многу битно во овој следен период да го погледнете и на тој начин ќе може да увидите од каде сме дошле до овој заклучок дека ова поле ќе биде на некој начин најголемата акумулација на биткоин ќе се одвива во ова поле, дури и да имаме викови под ова поле, тоа не значи дека нема да биде паметно да се купи во исто. Ме разбирате? Сега, да се вратиме чисто на еден ден, имаме уште еден момент кој што сакаме да ви го покажеме во однос на биткоин чартот. Значи, прво го имаме ова ограничување, значи сега ќе го избришеме триаголникот затоа што истиот веќе не е битен, ви покажеме што уствари се случи со истото. Значи, гледате дека овој бран, претходниот највисок бран, направи тренд на паѓање на цената надоле, представен од оваа жолта тренд линија. И истиот, како што може да видите, имаме 2, 3, ова е четврти неуспешен обид за пробив на цената нагоре. И истиот беше брутално одбиен надолу, моментално се наоѓаме во долната граница на Bollinger Band на дневно ниво, што значи дека значи оваа тренд линија ќе продолжи и понатаму да ја бутка цената на биткоин надолу, што дополнително можеме да го видиме и од тренд линиите, односно прво самиот bull market support band, моментално bull market resistant band, кој што цело време се обидуваме да го пробиеме нагоре и моментално истиот со неговото движење надолу ќе не принуди да се најдеме под овој канал, значи оној за кој што разговаравме во претходните видеа, значи веќе сме длабоко под каналот. Гледате, овој канал во кој што се движеше цената за време на bull маркетот, веќе го изгубивме. И ова е конформација дека истиот ќе се движи надолу. Можеби ќе добиеме
Значи на неделно ниво, ова е 100 дена средна вредност на цената на биткоин, може од истата да добиеме корекција која што ќе направи потврда дека моментално долната граница на овој канал представува моментално отпор, затоа што претходно беше поддршка. Значи може да се случи тоа, затоа и ви кажав, можеме да имаме некое движење на цената во овој период, но во овој сегмент, но предстојно откако и оваа последна граница ќе се скрши, овој вредност на биткоин на 100 дена, средна вредност на 100 дена, веруваме дека гледате, значи нема буквално веќе ништо што би ја задржало цената и следно е ова поле на акумулација која што очекуваме дека ќе се случи во до 30.000 и под 30.000. И да се вратиме овдека, значи ова дополнително беше забрзано од една формација која што моментално се создаде во биткоин чартот, сега ќе ви ја покажам, значи тоа е bear flag формацијата. Значи, овој последен пат на биткоин пред започнувањето на оваа на некој начин акумулација во овој канал нагоре, значи беше уствари представен од овие две линии, значи ова е во дното на канал. Гледате, оваа жолта линија представува дното на самиот канал, чисто ќе се вратиме на неделно ниво затоа што е многу повидливо. Знам дека има многу индикатори, но за жал сите се битни и затоа ги држам се уште се додека не дојдеме до моментот кога ќе можам да ги избришам кога веќе не се битни. Значи гледате, ова овдека моментално се нарекува bear flag. Истото започнува од овој втор пат, значи имаме пат, корекција, следен пат и вршење на овој bear flag. Ќе разговараме за оваа структура понатаму, значи ќе направам детален приказ како истата се гледа и како може истата да се реализира. Моментално се реализира буквално дното на оваа формација, односно кога ќе увидиме дека имаме движење на цената на одредено добро во овој паралелен канал после пат и раст обратно, нормално, сега ги разговараме за пат. Значи, она што треба да го направиме, да го најдеме врвот на претходната формација, кај што истата започнала, ова bear знаме, и овој практично јарбол, ова должина надолу, значи, после кршење на ова знаме надолу, истото само треба да го пренесеме и горниот сегмент, каде што започнува од самиот бран, да го ставиме на горната граница, горната паралелна граница, каде што цената пробила. Така, и моментално, како што може да видите, од низиниот пробив очекуваме цената да се придвижи буквално во ова поле, кое што е над 30.000, значи гледате точно прилика би се придвижила до над 30.000, каде што ќе има сериозна поддршка цената. Значи, дури и оваа формација на bear flag ни покажува дека моментално таргетот е негде во ова поле. Значи, можеме да видиме дека истата е скршена моментално и јас се уште ќе ги оставам овие линии, затоа што како што може да видите истите се уште битни. Значи имавме успешен ритест. Значи гледате, ова поле каде што моментално имаме заоблување на цената нагоре, што се обиде истата да скрши, иако не успеа да стаса до долната линија на ова поле на bear flag, сепак ова е на некој начин според мене успешен ритест и продолжување на цената надолу. Значи гледате, имаме огромен број на сегменти кои што држат цената да се движи надолу. Средната вредност на Болинџер бендот ја бутка цената надолу. Ова претходно поле кое што било поддршка, моментално е поле кое што може да видите дека неуспешно успеавме да пробиеме и ќе представува отпор на цената нагоре. И имаме контролната линија на VPVR бранот, оваа црвена линија, односно најголемиот обем на трансакции се вршил во ова поле, практично ова белово поле кое што сега моментално е отпор, што очекуваме дека доколку цената сврти нагоре, секое допирање на оваа сигнална линија ќе значи и пагање на цената надолу. Имаме исто така и оваа тренд линија која што е од врвот претходен, кој што го направивме во 29 март 2022 година, и да не заборавиме на најбитните, односно Bollinger Support бендот, и во оваа ситуација мораме да го земеме во предвид и 200 moving average на дневно ниво, кој што се наоѓа моментално на 46.500, значи Bollinger, значи Bull Market Support бендот и 200 day moving average се основните показатели кои што ни покажуваат дека моментално сме во комплетен bear market, односно неуспешно успеавме, значи гледате, имавме обид за пробив на овие два, повторно неуспешен, иако претходно имавме неколку обиди да го направиме тоа. Значи моментално цената, ова движење надолно е показател дека се наоѓаме во bear market. Да, го имаме овој зелен тренд кој што се наоѓа од претходниот пат под значи Bull Market Support бендот. Значи овој зелен тренд кој што ја држи цената надолу, истата успеа да пробие и моментално имаме ритест на истиот. Значи практично како што рековме претходно, секој тренд и секоја триаголна формација откако истата цена ќе пробие,
имаме ритест на претходната граница и ја верувам дека овој ритест ќе биде неуспешен и цената ќе се врати под овој тренд. Истиот го задржав затоа што кој што може видите дека се уште е валиден и се уште е испочитуван, затоа и моментално ќе го зачуваме. Чисто да се вратиме да видиме што се случува со останатите индикатори, значи MACD, гледате. MACD моментално повторно на дневно ниво, истиот се обиде да направи кросинг, сигналата да помине базичната линија, неуспешно, повторно се врати надолу, што значи дека исто гледате и овде, значи иако имавме слабост на овој бран и покаже дури и зелено поле, дека истиот може да продолжи нагоре, значи моментално вредноста на доларот и неговото експлозивно вртење нагоре ја бутна цената повторно надолу и MACD продолжи да се движи во негативниот правец. За жал, истото можеме да го кажеме и за сток RSI и RSI, кои што се наоѓаат на неутрална вредност негде под 50, имаат голем простор за движење надолу. Дури и ова плаво поле, гледате, имавме неколку пати, значи промена на истото нагоре надолу, затоа што имавме неодлучност на пазарот и моментално повтор имаме одлучен придвиг на цената надолу, затоа што имаме базична и сигнална линија буквално во голема разлика еден од друг. VWAP, жолтиот бран на кратки патеки исто така ни покажува, значи целосно движење на цената надолу. Како што може да видите, немаме прилив, односно имаме целосен одлив на средствата во однос на money flow, зелениот бран, значи моментално се наоѓаме во негатива. Значи гледате дека сите индикатори ни покажуваат на некој начин дека се наоѓаме во bear market и дека ова движење на цената ќе продолжи надолу. Јас повторно ќе кажам, се надевам дека моментално цената ќе се придвижи толку брзо надолу што ќе добиеме конечна капитулација на цената и ќе се најдеме во ова поле на акумулација која што го очекуваме. Значи она што ми препорачам моментално е да не ги следите цените. Значи цената моментално ви е непријател. Доколку ја гледате, доаѓа до разочарување и доаѓа до на некој начин импулсивност да продадете оно што го имате. Значи, пак ќе повторам и ќе се вратам назад, верувајте ми, повторувањето е многу битно затоа што многу од луѓето не ги гледаат нашите претходни видеа и се уклучуваат директно на последното. Значи, оно што ќе го видиме моментално е дека од врвот на претходниот all time high моментално се наоѓаме во корекција од скоро 50%, 47%. Моментално, а се најдовме и до 50% во претходните падови. Она што ќе го кажеме е дека затоа што немавме толку експлозивен раст на цената на биткоин нагоре од претходниот all time high, очекуваме дека нема ни да имаме толку огромна капитулација на цената, односно кога ќе се случи оној последен пат на цената со голем волумен, затоа што значи буквално е пропорционално. Доколку немаме огромен раст, не можеме да очекуваме и огромен пат, што дополнително покажува на зрелоста на пазарот на биткоин, односно колку повеќе пари се во биткоин, толку помали ќе бидат корекциите на цената нагоре или надолу, со тоа и самиот профит. Но тоа дополнително треба да не радува затоа што тоа стабилизира и ги стабилизира и останатите криптовалути. Доколку имаме не толку големо движење на цената на биткоин нагоре или надолу, на тој начин ќе имаме и стабилен маркет за останатите криптовалути. Ме разбирате? Исто и на неделно ниво, чисто да го спомнеме, значи MACD се наоѓа повторно надолу, неуспешна корекција, неуспешен флип на сигналната и базичната линија. Може да видите дека и самите сигнални бранови ни покажуваат дека повторно ќе имаме движење на MACD надолу. Дополнително ќе го забрза, значи ова што ќе го гледаме. Да ги погледнеме на кратко и овие индикатори. Значи сток RSI, како што може да видите, стаса до 84.5 со овој последен пробив на цената нагоре и моментално имаме целосно паѓање на цената надолу. RSI се наоѓа на 40, што му дава цели 10 поена за враќање на цената до долната граница. Исто, значи она што го разговараме. Негативен money flow за прв пат после целиот булран, моментално во потврдена, гледате, значи во потврден сегмент дека ќе имаме негативен money flow. VWAP се наоѓа стрикно надолу, исто така и плавиот сигнален бран и моментално се одигрува ова кој што го гледате овде, разговараме за ова, ќе разговараме и понатаму. Значи ова bearish divergence, моментално диверзија на цената од bullish во bearish уствари моментално ова што го гледаме сега, ова одигрува и на цената во моментот. Значи гледате, се ни покажува на оно што веќе го разговаравме, индикаторите не се играчка, ќе повторам, значи како што може да видите индикаторите ни покажуваат точно што да очекуваме, иако имаме вакви мали надежи на цената нагоре, кога ќе го погледнеме макро нивото, јасно ни покажува каде се наоѓаме и што се следните
очекувања за биткоин, доколку не добиеме некоја експлозивна вест и се најдеме со цената над bull market support band и 200 day average, односно 200 дневна средната вредност на биткоин, не очекувате никакви позитивни движења на цената нагоре во new all time high. Значи, се додека се наоѓаме под нив и истите ја буткаат цената надолу, можеме да го земеме како конформација на движење на цената надолу во bear market. Дополнително ќе погледнеме Fear and Greed индексот, како што може видите е еден од најниските вредности, 22. Значи, дури ако го погледнеме тоа на самиот чарт, еве за последните 3 месеци, моментално се наоѓаме во најнискиот период, кој што претходно најнизок е повторно 22, значи на најниското ниво на Fear and Greed индексот. Да го погледнеме тоа на максимално ниво, можеме да видиме дека ова е многу блиску до вредностите на bear маркетот. Значи, еве, да погледнеме моментално вредноста на bear маркетот во 2020 година пред почетокот на bull маркетот е 12. Значи, гледате, за целиот овој период 20, така. Значи, гледате, моментално се наоѓаме во онаа максимална долна вредност на bear market. И затоа и сакам да ви кажам дека доколку Fear and Greed индексот ни покажува вредност која што веќе сме виделе во скоро најдолните периоди на bear market, можеме да очекуваме дека не сме толку далеку од дното. Она што кажав дека немаме толку голем простор за паѓање на цената надолу. Затоа и очекувам истата да се задржи од 28 до 30.000. Има многу луѓе што очекуваат истата да падне до 20, до 15, не знам и до 0, но мене доколку ме прашуват, значи нормално ова е моје мислење, јас очекувам дека ова ќе биде на некој начин до 10 вредноста, каде што е на некој начин најниска што некој што успеа да падне, освен овој пад во пандемијата. Значи, можеме да очекуваме дека имаме уште некои 10-20% на паѓање на цената на биткоин надолу. Исто така Fear and Greed индексот на берзите ни покажува дека имаме максимален страф, значи скоро сме навлезли во максимален страф на пазарот, затоа што како што веќе погледнавме, значи SPY, како и DXY, доколку ги погледнеме на месечно ниво, нема направена корекција во многу голем период, видите. Значи овој бран започнува уште од 2008 година после економска криза која што имавме поради банките во Америка. Значи од 2008 година имаме целосен пораст на овие индекси само нагоре. Немаме солидна корекција надолу. Истото и со NDQ, значи гледате, исто. 2008 година имаме движење само нагоре на овие индекси. Што значи дека мораме да имаме корекција, макар и делумна, макар и до ова што веќе го разговаравме ниво на 0,5, што би била солидна корекција за да можеме да очекуваме следно движење на цената нагоре. Значи тоа мораме да го очекуваме и тоа дополнително ни покажува дека ваквиот пад на берзите ќе го забрза падот на биткоин исто така и CBBI како последна вредност која што сакам да ја покажам, затоа што со тоа на некој начин ја заклучуваме она анализа за денес. Значи се наоѓа на вредност од 31, односно доколку веќе го погледнавте, ние за тоа разговаравме, значи ова се индексите кои што се вклучени во CBBI индексот. Ова се на некој начин различен тип на индекси кои што ни покажуваат дали цената моментално се наоѓа на врв или на дно во еден bull или bear market. Значи, секој халвинг е представен моментално во однос на бојата која што ја гледате овде. Значи, гледате, моментално овие квадратчиња сиви со Х бојата, H, моментално ни представуваат халвинг на цената. И како што може видите, после халвингот, цената буквално од значи, препродадена се движи во црвено, односно прекупена. Каде што моментално и самиот индекс ни покажува максимални вредности од скоро 100, и минимални вредности кога имаме апсолутен bear market. Сега, како што може видите, доколку го испоредиме овие сегменти од еден до друг халвинг. Значи, гледате, моментално ние се наоѓаме буквално пред падот. Зошто? Значи, гледате дека bear маркетот е на некој начин една година пред следниот халвинг. Значи, имаме халвинг после 2016 година во мај, а апсолутниот bear маркет бил во мај 2015 година. Значи, една година пред халвингот имаме апсолутен bear маркет. Да видиме дали истото се случило и понатаму. Значи, халвинг имаме во повторно април, практично 2020 година, а претходен најниска вредност на bear маркетот била во на некој начин февруари до март 2019 година. Значи, практично кажано, една година пред халвингот сме имале најниска вредност на вредноста на биткоин, што моментално на некој начин би ни дало уште некој
значи нареден халвинг е во мај 2024 година. Значи мај 2023 година ќе биде најниската вредност на биткоин. Значи ни дава на некој начин цела една година од сега да се движи цената надолу. Ме разбирате? Тоа не значи дека ќе биде исклучиво надолу, нормално ги имаме овие корекции на цената нагоре надолу, што значи дека дополнително цената ќе се движи во ова поле кое што ние го очекуваме во наредниот период од сега па една година натаму, додека не го допреме самото дно. До сега два пати се случило истото, што не значи дека ќе случи и следен пат, затоа што како што може да видите и врвот, тоа е она што ви го кажувам, значи гледате, имаме максимален врв од 99, затоа имаме минимално, значи дно од 2 на овој индекс. Истото се случило и понатаму во 2017 година од 100 до 3, ме разбирате? Но овој пат врвот беше на само 80. Што значи дека и дното не можеме да очекуваме дека ќе се придвижи до претходните вредности како што било во претходните bear маркети. Значи, доколку било 80, званично, јас би очекувал истото да капитулира негде околу 10 до 20. Ме разбирате? Затоа што немаме максимална вредност нагоре, не можеме да очекуваме дека максимално ќе падне надолу. Значи, CBBI дополнително ни покажува оно што веќе го разговаравме, дека завлегуваме во овој bear период, гледате. Значи, движењето на цената не се предвижило за еден ден. Туку исто допаѓало од декември 2017 па се до март 2019. Значи имаме скоро цели 2 години од врвот па до самото дно. Што моментално и се случува? Значи ние моментално имаме врв на овој индекс во февруари 22 февруари 2021 година. Што значи дека грубо можеме да очекуваме дека негде на почетокот на 2023 година би било на некој начин дното на следниот bear маркет. Затоа и ви покажуваме дека немаме доволен временски период за цената да направи new all time high. Никогаш не вели никогаш, секогаш постои еден мал процент, затоа значи работата со индекси и со криптотехничка анализа е работа со веројатности. Значи ова уствари ни покажува дека имаме веројатност од да речеме 90% дека цената ќе продолжи надоле во bear маркет, наспроти 10% дека нешто ненормално ќе се случи на пазарот, како што рековме претходно, на пример, доколку Америка испадне сега и каже дека го прифаќа биткоин како платежно средство. Значи тоа би било доволна причина се тоа да се смени. Но тоа е многу ретко, значи не се случува секој ден, гледате. Значи такви големи вести најчесто се циклусни и најчесто доаѓа негде пред после халвингот, затоа што поголемиот дел од овие институции и држави точно знаат што уствари значи халвингот и точно знаат дека било каква вест дадена пред или по халвингот дополнително ќе забрза на некој начин цената на биткоин нагоре. Значи со ова ќе завршиме моментално техничката анализа за денес. Само сакав да потврдам дека сето оно што веќе го кажавме на некој начин се случува. И би сакал да напоменам, доколку имате, значи како и секој крај на анализа која што ја правиме, било кој што сака да научи за биткоин, моментално bear маркет е најдоброто време за учење. Значи bear маркет е моментот кога треба да ги совладате и техничката анализа и било каков тип на анализа на пазарот во однос на сето што оно што сакате да го постигнете. Значи да направите таргети, да направите своји планови, што очекувате да купите, кога очекувате да го купите. Ние понатаму кога званично ќе влеземе во bear маркет, што ние веќе сме уверени дека сме, ќе направиме анализи на останатите blue chip валути како Cardano, Solana, Ethereum, нормално, Ripple, Polkadot. Значи сите овие најдобри валути ќе направиме на некој начин анализа што очекуваме од истите и каде очекуваме истите да ги акумулираме, затоа што верувајте ми, моментално тоа е најдоброто нешто што може да го направите. Оттргнете го моментално мислењето во однос на тоа дека цената нема да се придвижи надоле и фокусирајте се на тоа што може да направите за да акумулирате повеќе за следниот циклус. Значи како што ви кажав, оние кои што моментално се наоѓаат на пазарот сега кога цената е ниска, се оние правилните кои што имаат шанса да направат богатство за наредниот циклус на бул во 2024 година. Значи моментално е главниот период кога треба да направите акумулација на криптовалути, за истите да може да ги продадете во следниот бул маркет во многу повисока цена. Повторно, доколку имате некој што му се допаѓа овој материјал, што сака да научи за криптовалути, ќе ве замолам да го споделите, значи тоа е поентата на оно што ние го работиме. Би ве замолил да оставите било каков коментар на нашиот канал и секој лайк нормално е добре дојден доколку ви се допаѓа. И за крај
Повторно, доколку не сте, би ве замолил да направите субскрипција на нашиот канал, на тој начин повеќе можеме да го расшириме овој материјал, за кој што како што може да видите работиме бесплатно. Значи целта на нашата група е да го доближиме криптомаркетот и знаењето за криптомаркетот до македонската јавност, затоа што многу од нас дома не знаат англиски и истите не може да го добијат ова знаење доколку некој од нас во Македонија не го направи ова на македонски јазик. За сите оние кои што не им се допаѓа ова и кои што имаат проблем со нашите индикатори, со начинот на кој што ја правиме оваа техничка анализа. Повторно, значи исто и за вас важи. Значи она што го кажам, поентата на моето работење е да ги замолам луѓето кои што знаат повеќе од мене да ми помогнат и мене и на останатите во однос на тоа како да го работиме ова на криптопазар. Значи слободно споделете со нас во коментар, направете видео, значи контрирајте ова што ние го кажуваме. Значи секој биде добре дојдено. На тој начин јас ќе научам она што не го знам во однос на пазарот и на тој начин значи ќе споделиме со луѓето во Македонија кои што не знаат, кои што немаат начин како да научат. Значи гледам дека има многу критики во однос на тоа како ние го споделуваме нашиот материјал. Ова е наше мислење, сватете го како такво, ова не е финансиски совет и затоа ќе ве замолам, значи доколку имате спротивно мислење на нашето, да го споделите со нас. Значи нашата цел не е да кажеме дека ние сме најпаметни, туку нашата цел е да кажеме дека знаеме нешто и сакаме да го споделиме со македонците. За разлика од тоа, многу од луѓето кои што знаат нешто го чуваат само за себе, се тука само да ни кажат колку ние не знаеме. Разбирате? Тоа е најголемата грешка. Значи ова што го правиме, не го правиме за профит, го правиме за доброто на македонскиот народ и за оние кои што не знаат англиски. Помогнете ни, наместо да не критикувате јавно, без при тоа да го правите тоа. Значи критики од типот па не знаете што правите, па не знаете како се прави тоа, не е помош. Помош е, направете видео, покажете ни дека сме грешка и ние ќе кажеме да, во право сте, вашата стратегија, индикатори, вашата техничка анализа е подобра и ние научивме нешто во моментот и ќе го примениме истото во иднина. Затоа ќе ги замолам сите оние кои што критикуваат да го направат тоа на позитивен начин. Критикувајте со резултати. Покажете ни и нас и на останатите луѓе кои што сакаат да научат во овие две групи и по широко во Македонија како се прави. На тој начин сите ќе научиме. Уште еднаш ви благодарам што следевте и оваа техничка анализа. Се надевам ќе продолжиме и понатаму со истиот начин на работа и ви благодарам за целосната поддршка. Верувајте ми, на нашиот тим многу му значи тоа. Имајте добар ден и се гледаме во следната техничка анализа. CryptoKimidji.